Добро вечер, драги гледачи. Мој вечерашен гостин е директорот на Музеот на град Скопје, Панче Велков. Добра вечер и се надевам дека ќе имаме добар разговор за туристичките потенцијали и можности на Музеот на град Скопје. Знам дека е тој еден од посетените во однос на туристите кои доаѓаат во Македонија и дека у суштина имаат што да видат. Моje прво прашање би било, скоро дојдовте од Франција, колку на французите им е позната Македонија и колку самата локација им значи нешто? Знаете како, сега зависи за кого, не е тоа никоја дестинација која што е многу позната за французите, за некои да. Меѓутоа, македонското културно наследство, македонската култура и ризница полека се пробива во француските градови и на француската културна сцена, па дури во Париз, која што се уште е еден од клучните прозорци во светот, нели? Во западниот свет и во светот воопшто. За жал тоа ни наоѓа на некој одек тука во Македонија. Ете, например, имав можност да посетам една многу убава изложба во Институтот на арапскиот свет покрај Сена, кој што беше насловен на мирисите на Ориентот и беше прикажана единствена една икона од Македонија од 16 век, каде што многу убава икона, прекрасна, не знам во која колекција им се наоѓа таа икона. Институтот нема колекција на икони, таа негде позајмена за целта на изложбата. Меѓутоа е интересно што беше прикажана иконата со соодветен текст, вознесување на Богородица. Тука се гледаат некои мириси кои што светците ги жуваат пред на незината постела, кое што има одредено нели ритуално, тоест црковно значење, и стои дека таа икона доаѓа од Македонија. Така да тоа е една многу посетена изложба, цел свет го гледа тоа. Би било интересно за тоа да слушне и македонската јавност. Така да овие работи за жал некако кај нас не се соодветно артикулирани, да. Мислам дека во моето работно искуство дали немало доволно туроператори кои биле заинтересирани да направат едноставно да спојат дека французите би требале да дојдат во Македонија и дека знам дека многу малце е како туристички искористена во однос на француски гости. Она што исто така би сакала да ве потпрашам, што мислам дека е многу битно, тоа е Адам од Горлево. Да. Мислам дека во Париз има музеј на човекот, да, и дека беше во некои преговори да тој биде представен во Париз. За жал тоа не се одви како треба и остана таа ситуација малце заташкана. Сега иде 2028 Скопје град на културата. Какви се односите за мене? Адам е нешто со кое мислам дека треба не џабе едно од 10 откритија на 20 век, да заслужува многу повеќе да се зборува за него и да биде представителен. Ако ништо друго, барем Скопје да е препознатливо по Адам. Секако ние се покрај ова една најзначајна експонат културно богатство што го поседува музејот, со непроценива вредност, а има и други, меѓутоа се трудиме да музеот си најде свое место, значајно место во таа презентација понуда за Скопје, Европска престојна на културата. Се уште тоа некако доста стихино се случува. Се надевам дека
ќе може да се избориме и да музеот се го најде своето заслужено место, бидејќи една клучна институција културна во градот. Апсолутно. Со самото тоа што е локација на местото на старата железничка станица, која е символ на нешто што станало од земјотресот, па до тоа дека навистина има уникатни предмети кои се наоѓаат во самиот музеј. Морам да напоменам дека влезот во музеот се уште е бесплатен и дека тоа е еден од позначајните музеи во кои луѓето или групите кои доаѓаат од странство доаѓаат да го посетат и дека на некој начин на водичите им е тоа доволно за да му посветат внимание и да го посетат со странците. Дали тука во однос на туристичка понуда постои некоја можност да има повеќе информации, да биде поблиску до туристите, да речеме не само групи, него и поединци кои доаѓаат. Какво е вашето искуство во вашиот мандат на директорување, колку него го посетуваат туристите? Па, има доста е посетен музеот. Ситуацијата може да биде многу подобра да во колку ја се поврземе, еве ова е добра прилика, оваа кампања за Скопје 2028, да се поврземе со Бирото за развој за туризам на Македонија, што се наоѓа во Скопје. Имавме контакти, они вака многу сериозно настапуваат и преку нивните кампањи по-агресивно, ако смеам да кажам, да се вклучи музеот. Тоа многу ќе придонесе да се зголеми бројот на посетителите. Музеот се наоѓа на клучна позиција во градот. Представува негова најдобра витрина, најпосакувана за оние што сакаат да бидат видени и сакаат нешто да покажат. Сакаат со некого да се сретнат, да организираат настани и така натаму. Меѓутоа, инсистирам постојано музеот да ја задржи својата основна улога и дејност, а тоа е да биде музеј. Во една малку по-класична, да не кажам старовремска малку смисла на зборот. За оние кои не го посетиле или едноставно не наминале, зборувам за нашиве гледачи, да им објасниме малце што све може да видат во музеот. Значи, прво музеот, самата зграда во музеот представува нешто посебно. Таа е музеот, централниот дел на музеот е сместен во зградата на старата железничка станица на Скопје, која што е изградена пред Втората светска војна од 36 до 39 година од архитектот Велимир Гавриловиќ. И во тоа време била најмодерна. Таа била најмодерна, најубава, прогласена од како изградена најмодерна и најубава железничка станица на Балканот. Еден капитален проект во југословенската држава, кралството на србите, хрватите и словенците тогашно, представувала 36-та година најголем државен проект. Не само во кралството, во цела Европа, која што се уште грца од кризата од 30-тите години, е еден од позначајните капитални инвестиции, бидејќи се уште има криза и само во Југославија и Романија се гради многу, во Германија се милитаризира, се произведува оружје. Бидејќи режимот на нацистичкиот режим веќе зема замав, во Југославија се гради железничката пруга во Скопје. Така да овој објект има доживеано повеќе интервенции, помалку или повеќе функционални или среќни или несреќни, меѓутоа во голема мера
ја зачувал својата, да кажеме, габарит и изглед. Јако е автентичноста на објектот и неговата метална вредност во голема мера нарушена со изградбата на Турскиот центар, кој што од три страни го обиколува објектот. За жал, на некој начин тој станува заробен од сето тоа. Да не кажеме дека, ако не се лажам, 1873 е пуштена првата пруга Скопје-Солун и првата железничка станица едноставно е заборавена. Дали во рамките на музеот постои некој било каква можност да се види како таа станица изгледала, сепак е прва и е нешто што е почеток на развој на железничкиот. Има исто така и соработуваме со музеот, на малку е позната, многу мал музеј во новата железничка станица, каде што има артефакти од првата железничка станица, која што се наоѓа на локацијата кај што е нашиот музеј, која што е во каде што е пуштена првата железничка линија на Балканот, има 3 станици се надпреваруваат, меѓутоа ова е пуштена како прва линија од Скопје до Солун. И таа е далечна 1973 година, потоа е поврзана со Белград. Таа се наоѓа некои стотина метри по јужно од локацијата на денешниот музеј, значи практички е на истата локација. Има артефакти кои што можат да се видат од тоа време. Она што денеска во музеот може да се види е, имаме археолошка поставка каде што е изложен Адам од Говорлево, што го спомнавте, кој што е уникатна фигурина машко торзо од времето на неолитот од повеќе од 5000 години пред наша ера, која што е единствена во светот, колку што ни е нас познато, бидејќи се тие представи се женски на мајката земја, а оваа наша најдена во село Говорлево е машко торзо. Потоа имаме значајни артефакти од другите локалитети. Исто така имаме представена е Венера Пудика, четната Венера најдена во Скупи, изработена во Делос и многу други, повеќе други значајни артефакти од римскиот локалитет Скупи. Да напоменам дека музеот, понадлежност на музеот е и локалитетот Скупи, кој што се уште не е отворен за посета, меѓутоа е се уште во фаза на истражување, за жал, кој што е веројатно еден од последните значајни римски локалитети на Балканот, ако не и воопшто, во рамките на римската екумена, кој што се уште не е отворен за посетители, а се наоѓа во непосредна близина на главен град. Аквадуктот е од другата страна, исто така значаен. Од другата страна. И така. Инаку, музеот има, понадлежност на музеот и музеот на старата Скопска чаршија, кој што всушност ја раскажува историјата на градот од раниот среден век и целиот отомански период. Се наоѓа на првиот спрат во Сулјан, во старата чаршија, во Скопје. Тој објект го делиме заедно со уметничката академија, со факултет за ликовни уметности, ФЛУ, кој што е на приземје и е многу посетен. Има мала колекција на уметнички дела кои што го илустрираат архитектурата и животот на чаршијата низ вековите, па се до денешно време. И овие локалитети што ги споменав, како Говорлево и Браслети, се понадлежности на музеот.
Значи, возбудza една многу комплексна институција која што има повеќе слој на повеќе типови видови на активности, на дејности, не е Дали поставката на земјотресот имаше соба во која беше посебно, дали е се уште отворена или е тоа? Поставката на земјотресот во влезната сала се уште стои една илустрација на панелите кои што се подвижни, кои што ја раскажува приказната за историјата на градот, тука и земјотресот. Интересно е да се напомени дека со последната интервенција во музеот, која што морам да кажам не ги исполни очекувањата за трансформација современа на објектот соодветно на неговата функција, сепак има неколку убави, интересни моменти. Едниот од нив е што сочување еден од старите перони за тие кои што се сеќаваат на старата железничка станица. Јас се сеќавам многу добро. Од железничката станица сум патувал 79-та година за Москва. Имаше директен воз, вагон Скопје-Москва, што за мене беше многу големо доживување. Да, с моите родители ги носев така со тој воз. Да. Потекнувам од железничка фамилија. Вие онда се сеќавате многу добро. Значи, таа просторија со оригиналните облоги на зидовите од алабастер и оригиналната архитектура, геометрија сочувана и оригиналната интарзија, која што е амблем на железниците на Југославија, на ова Југославија пред војната, стои во интактна состојба, да кажам, над зидот. Тоа е една мала, малце VIP киносала сега, која што е многу убаво изведена и ја користиме. Не може да собере многу гледачи, меѓутоа сепак е многу го збогатува просторот и сама е интересна да се посети. Треба да работиме повеќе на сигналитика, тоа многу фали на Македонија, воопшто и на градот Скопје. Со еден проект јас исто учествував на времето, французите помогнава, имаме еден на легенда табла пред влезот на музеот, мала е таква институција на француски, македонски и англиски. Меѓутоа, ќе треба и внатре исто да се означат, да се раскаже на секој од овие сегменти историјатот. Така да, тоа е нешто на кое што треба да работиме. Една приказна, пак ја напоменам дека сум од железничка фамилија. Тука поминувал Ориент Експрес, кој има своја приказна, има свое значение и мислам дека нема никаква информација за тоа на оние луѓе кои сега доаѓаат, дека тука застанувал тој Ориент Експрес, дека многу познати луѓе доаѓале во Скопје, престојувале, останале, едноставно, ако ништо друго, некое мало обавестување, некоја табла со слика. На оваа табла на влезот самиот стои таа информација, али е многу мала таа, бидејќи наменета била да се стави, беше иницијално на овие објекти како Свети Спас, например, во Скопје, кои што се по габарит многу помали и по функција различни. Така да немало други, таа ја користиме се уште. Имавме предвидено план да се стават банери во влезната партија, кои што ќе означат за што станува збор, кои што ќе бидат многу видни. Треба многу да се работи. Дефинитивно, да. Јас имав неколку пати можност да разговарам за мини лапидариумот кој се наоѓа тука. Тие надгробни споменици кои се од Скупи. Едноставно, ни самите наши луѓе скопјани не се запознаени. Едноставно, јас имав случај со една новинарка која ми викаше, јас поминувам тука секој ден, мислев дека се некои камења. Едноставно... Точно, да. Во еден момент со една кампања донесени се надгробни стели од Скопи,
Да напоменеме, Скопје представува еден римска колонија, град на римски колонии, кој што е да. исклучително значаен и голем, така да таму се откривани сега тие гробови кои што се илјадници, да кажеме, буквално. И некои од тие стили се интересни и добро сачувани, и тие се донесени, тука има своји надписи и така натаму. Да, но тоа се оригиналните надписи. Да. Меѓутоа нема некоја помало, да речеме, информација за обичниот турист кој ќе дојде да прочита од каде се, сите не знаат дека е од Скупи. А треба точно на секој да има картела од изработена најдобро од олово како легенда со која што точно ќе се знае што илустрира секој тие споменици, не се многу големи. Меѓутоа, тоа е нешто кое што треба да се направи, да. Туристот е човек кој едноставно има слободно време, има пари и сака да доживее нешто ново. За да дојде во Македонија, навистина треба да има добри информации и да тие информации ги искористуваме. Едното е да го види тоа што го има, да прочита, да знае за што се работи. Второ е да купи, јас постојано велам, кај вас работеше едно време сувенирница во која можеше да се купат мали сувенири во врска со музеот. Дали тоа се уште постои? Не, за жал. Имаме проблеми со фискализацијата, имаме проблеми со персонал. Персоналот на музеот е преполовен, луѓе што се заминуваат во пензија не добиваме можности да ги замениме од Министерството за финансии. Не добиваме ни тие, мислам, места кои што се испразнати не се пополнуваат. Не треба нови, немаме ни сметководите. Јас многу пати сум рекла, едноставно ние не знаеме да го искористиме тоа што го имаме. Имаме на секој чекор, имаме на секоја стапка нешто што може да се продаде како приказ на која ќе намами луѓе да дојдат. Ние тоа што го имаме не знаеме доволно да го афирмираме и многу е тешко да убедиме луѓе дека од сите можни држави, од се она што може да посетат, токму во Македонија треба да дојдат. Па во последно време доста, колку што јас можам да забележам, повеќе туристи доаѓаат во Скопје, особено многу во Охрид и Охридско. И тоа е многу интересно. Но е уште повеќе интересно е да се примамат уште повеќе и да се наведат на тоа да посакат да останат подолго во Македонија. Многу доаѓаат и со доста слободни вака програми. Сега е време ера на мобилни, на информации кои се наоѓаат на интернет. Да. Едноставно тие доаѓаат подготвени со нешто што е. Меѓутоа пак сметам дека не сме доволно агресивни за да ги намамиме да доаѓаат. Апсолутно се согласувам. Мислам дека, убеден сум дека градот Скопје и Македонија има многу што да понуди во таа смисла и тоа е една од работите активностите кои што со ова музејско работење мене лично и најмногу ме интересира. Дали доаѓаат групи или поединци повеќе кај вас? И едното и другото. Дали имате можност на некој анкетен лист, да речеме, да дадат своја информација за да видите во кој правец би требало да се движи? Не сме направиле тоа планираме да го сториме. Така, имаме проблем со персоналот на вистина. Меѓутоа, тоа е некако како сите да чекаме некои подобри времени. Меѓутоа имаме можност градот ние сме градска институција, ни даде можност да некои од водачите кои што многу
тие не ги користат дел од работното време го пинуваат кај нас. Така да во наредната топла сезона можеме сигурно и со ова да се позанимаваме. Па, секако дека треба да се позанимавате, секако дека треба агенцијата за промоција да биде поактивна во смисла на промовирање на она што го имаме. Ја не се сеќавам дали сум видела, би требало да го има музеј на град Скопје на нивната веб страница. Би требало да на туристичките саеми на кои одат има материјал со кој ќе ги покана да дојдат со една убава врзана приказна за музеот. Дефинитивно музеот е една од посакувани дестинации по мене, бидејќи се наоѓа на одлично место. Има доста добри приказни кои може да ги заинтересира луѓето кои доаѓаат, туристите да го посетат сето тоа, и ефектот на добро организирана посета, добро видено, најавува дека тие ќе ја пренесе таа приказна, да не кажам со добар сувенир, дека ќе ја пренесе таа приказна која ќе намама и повеќе туристи. Тоа е основниот принцип во туризмот кој треба да се запазува и мислам дека многу малце водат сметка околу тоа. Она што може би недостасува или по мене е важно, пак да речам, да има промотивен материјал кој ќе дојде, луѓето ќе дојдат барем со некој 20-30% сознанија дека треба да го посетат. Знаете како, промотивен материјал и работина треба да се прати трендовите кои што се светот. Прво имаше една ситуација со градот Скопје, беше долго јас сум скопјанец со генерации, се сум живеал доста во странство, ама сега сум Скопје и сега на ваква функција, пак веќе долго време, 20 на години. И имаше Скопје град на 7 порти. Се сеќавате на тоа? Да. Мислам, тоа не вака убаво звучи и беше инспирација за правење нови книги водичи за 7 цркви споменици во Скопје, во Македонија и така натаму. Меѓутоа, тие 7 порти не постојат денес во Скопје, не можеш да ги идентификуваш, посетителите не можеш да ги видиш. Значи, ова го земам како еден пример, многу е битно да се... Но затоа има реални приказни кои може да се промовира. Да се покажат реални едни ситуации, и музеот секако е една работа која што е многу важна, и тие работи да се направи една компилација од различни културни одбележи од различни епохи, од различни култури, разновидноста и разноликоста и воопшто мултиполарниот карактер на нашата, мултикултурниот карактер на нашата културно наследство е секако многу една значајна особина, и кога тие работи ќе се поврзат на некој соодветен начин, ќе може да биде многу интересно. Значи, конкретно... Заокружена приказната која... Конкретно, да, на пример, да го земе град Скопје, поаѓаме од една ситуација, од објекти кои што постојат, значи тие се одбележја кои што се исклучително важни. Имаме, го музеот на град Скопје, напоменав зашто е тоа толку важно за Скопје и воопшто за Македонија и за Балканот, па дури и пошироко. Колекциите во музеот на град Скопје, имаме етнолошка колекција уметничка, историска, архитектонска, обновата на Скопје, Скопје град на солидарноста, макетите на Кензо Танге, кои што ги однесовме во изложба во Виена, па ќе одат сега во Прага, во кој што изложба представува еден голем успех во светски рамки, потоа црквата Свети Спас, црквата Свети Пантелеймон покрај Скопје со своите исклучително значајни фрески, отоманското културно наследство.
џамиите во градот, потоа Саат кулата која што не се спомнува, која што е исклучително маркантен споменик на Бегова културата. кула, која е единствена кула Да. во Скопје, исто Да. така е. Дефинитивно, И така натаму, така да тие се некои работи кои што апсолутно не треба да се треба да бидат централни во таа промоција, и таа промоција треба да се прави на некој соодветен начин, кој што никогаш не е едноставен, постојано се менува. Меѓутоа, треба да се пратат овие светски текови и на некој начин да се... кога го кажав ова, сакав да направам еден увод дека дел од вашата работа е и издавање на книги посветени на македонските културни богатства. Кажете ми го вашето искуство од таа страна. Едно е да се одработи, друго е да се прикаже, трето е да тоа се продаде или да тоа едноставно ја пренесе таа приказна која може да биде интересна за нешто што значи да го намами туристот да дојде во Македонија и во Скопје. Па знаете како, потребно е многу време и труд, еве тука пред нас се овие во нашата организација која што работев пред да влезам сега во музејот, во музејот како надвршен соработник организиравме изложби, јас лично со фотографски изложби настапував во музејот на град Скопје и така натаму. Меѓутоа овдека овие публикации, конкретно кои што имаме издадени стручни публикации со конзервација од нашата невладена организација, кои што постои веќе скоро 25 години, 23 поточно. Меѓутоа, овие конкретно тука што ги имаме со овие 7 публикации, кои што се сите се насловени со бројот 7. 7 средновековни цркви во Македонија, потоа 7 споменици во градот Скопје на македонски, англиски и француски јазик, во Пелагонија, потоа имаме на во Македонија на македонски јазик, во Пелагонија, Маријово и Преспа и во ова последната, со која што се заокружи 7 вакви изданија, 7 споменици, 7 цркви во Охрид, кои што се сите средновековни, тоест цркви од византиската епоха. Како круна на овие цел потфат. Овде би сакал да кажам дека доста размислувавме како овие да ги организираме овие едиции. Не од почеток не бевме баш многу убедени дека тоа ќе представува некој комерцијален успех. Меѓутоа ни беше битно да со нашите партнери од Америка, јас бев фулбрайтовец во САД, во Чикаго работев, предавав таму и луѓето се изненадија кога дојдоа видоа какви све богатства имаме, а немаме соодветен материјал и почнавме со оваа книга за Скопје. Дефинитивно американците се кога ќе дојдат на вистина изненадени. Да. И моето секогаш представување на Македонија е дека кога тука постоела и цивилизација, тие не биле ни откриени како континент. Сигурно. Да, меѓутоа, цела Европа нормално, целиот стар свет, меѓутоа оно што е карактеристично за Македонија што таа не е позната, а конкретно нема визибилитет како што има другите земји во Европа и другите култури, а особено не паѓа тоа во очи кога ќе се видат фреските во Македонија. Тоа е нашето најголемо богатство. Тоа е мојот сврсто и не сум единствено убедување. Не само за луѓе кои што се религиозни или имаат познавање од иконографија, него за луѓе воопшто кои што имаат око за убавото и возвишеното, секако дека остануваат без тефи и така почна оваа приказна, бидејќи јас вака претходно, нели, како што рековте, живеев во Франција, ја видовме еден од многуте најуспешни потфати за издавање на водичи на Музеот Лувр. Да. И едноставно ние ја копиравме тој формат и таа идеја и се покажа дека таа функционира добро. Оваа книга ја требаше време, почна и други книги, малку конкуренција, почнавме малку маркетинг, потоа
С книгата многу ја промовиравме, ја раздававме џабе, што би се рекло на скопски. Меѓутоа, после тоа почна да се продава добро, направивме репринт и следеа другите магазини. Имавме можност да соработуваме со многу позната фондација од Чикаго на господин Ричард Дрихаус. Последнава книга му е посветена нему, тој него почина на 79 години и му дадовме посебен омаж во оваа лето со неговиот најдобар пријател и советник професор Трофалхилес од Чикаго повод на Хуманитарната академија во Охрид, награда што ја дава господинот амбасадор Јордан Плевнеш. Ја доби наградата исто жител на Чикаго, познатиот македониста Виктор Линдман. И сега исто така имавме можност да му дадеме посебна чест на Ричард Дрихаус и да поделиме примероци од оваа книга на другите лауреати на наградите и на присутните на таа манифестација. Оваа последнава, со тек на време, овие изданија станува се поубави, нели? Станува збор за долг процес, ова е една дружење со таа фондација и оваа активност. Ми имавме други активности во фондацијата, а конкретно зборуваме за оваа која траеше едно скоро 15 години, 12 години. Значи, еден макотрпен и долг процес. Меѓутоа, секоја наредна едиција беше едно искуство и малку поттек да се направи нешто различно, со тој ист формат, меѓутоа уште поубаво и подобро испечатено. Текстовите се, фотографите се наши, подготвувани од документалиста фотограф специализиран за културното наследство, а текстовите се е направено, све е Made in Macedonia. Текстовите се од наши врвни историчари на уметности, потоа се ги преведуваме на овие јазици англиски, имаме книга исто и на француски, се појави и други спонзори и така натаму. Значи, битно е дека ми е многу драго што на ваков начин светската јавност, не во светот, англиски е лингва франка, нели, така да тоа е тоа што со кое што ми е луѓето меѓусебно комуницира. Америка и по светов има некаде 30 на места кои носат име Македонија, од градови до топоними. Мислам дека тоа не го искористивме доволно. Точно. Во Америка имињата на Македонија во главном се земени од Библијата. Да. Можноста да тие дојдат, колку се сеќам, има во Онтарио град кој се вика Македонија. Да. Мислам дека и во Охајо има. И Охајо е, да. Дефинитивно е приказна која не е искористена да се донесат луѓе да ја пренесат таа приказна во својата земја. Мислам дека и тие би сакале да соработуваат и тие би биле задоволни да ја запознаат земјата по чие име се водат или... Па може да замислите, јас престојував и работев на Карибите во францускиот остров Мартиник. И на Мартиник имаше едно село што се вика Македонија. Верувам. Да. Така да тоа е еден ексклузивитет со името кое што е многу големо, да не навлегуваме се во приказна. Меѓутоа, тоа е нашето име на нашата земја, на нас самите, но и на нашето културно наследство. Токму со оваа книга во која што почнува, насловната страна е фреската од Света Софија. Така да, кое што јас ова неумерно го повторувам, не сум јас историчар на уметност, сум инженер, конзерватор, кој што е најзначајната
најзначајниот споменик на културата во западната цивилизација од 11 век. Значи, ова јас не го велам јас или некои македонски историчари, туку се историчарите на уметност од светските центри, француски, англиски, американски. За жал, споменикот црквата и културното добро е се уште во лоша состојба, особено западниот дел екстонартексот, и се уште е недоволно промовиран. И сега на ваков начин ние, луѓето кои ќе дојдат во Македонија, посетителите имаат можност да се запознаат, да го видат објектот, да успеат да слушнат за него, така натаму. Нешто особено важно, кое што јас сум случајно во Охрид од мали нозе, што се вика, и сум работел таму и понатаму, и сега редовно сум таму, тоа е еден сине ква нон. Мене ми Охрид исто милен град. Нешто што е многу важно за приказната е приказната која што ја раскажуваат професионалците на посетителите. А тие професионалци треба да бидат секогаш стручни луѓе и да не се дозволува на луѓе кои што аѓаат од страна да ја раскажуваат нашата приказна која што е со сериозни негативни консеквенции. Тоа е еден од проблемите на тоа е туризмот. многу голем проблем и еве овде користам тоа да го споменам. Јас го напоменувам тоа доста често, кај нас не е регулирано. Јас имав разговор со председател на водичките служби, кои едноставно пробуваат да се доведе тоа во некоја форма дозволена. Да речеме, во другите земји вие можете само да преведувате од стручен водич. Не можете вие да бидете водич во туѓа земја. Додека тоа ние не го регулираме, ќе струјат разни приказни и разни варијанти на она што не би смело да се случи. За жал, ние сме при крај на емисијата. Мене ми беше драго што ми бевте гостин, што имавме можност колку толку да презентираме и да ги повикам сите наши граѓани кои не успеале да дојдат во музеј на град Скопје да го посетат. Еве сега има една интересна изложба, тоа е на фамилијата Малахови кои се дојдени од Русија и кои едноставно својот живот го оставиле тука, допринеле многу, посебно да речеме Марија Малахова, која има направено книга на народни носи, на скици на куќите низ Македонија, нешто што не е повторено, нити е направено од некои наши луѓе. Токму тоа е еден, значи, тие луѓе всушност ја следат таа традиција која што се развива во царска Русија 19 век со центар во Петерсбург за универзално представување на резницата природна на оваа наша планета и исто така на човештвото во целина, со некои аспекти кои што се навистина малку е познато, не само во Македонија, воопшто во западниот свет. Навистина се уникатни во светски рамки и токму тоа, особено овие етнолошките работи на кои што работеле таа и другите членови на фамилијата се изворени и музеот има многу богата збирка етнолошка пред се на едно репертуарирање на исклучително богатото македонско културно етнолошка културно наследство, моке да мислам етнолошката резница носи и така натаму. Потоа тоа е ова изложба, потоа имаме програма во галеријата, во уметничката галерија која што се наоѓа позади во малото графичко студио во музеот. Имаме повеќе изложби, имаме изложба од италијански, македонски уметници, имаме потоа тука е во ноември исто така е представување на галеријата Остен и музеот подготвува една почеток на една своја стална поставка, не само археолошка, туку која што историски и хронолошки ги следи сите епохи, така да таа ќе биде планирано да се отвори на 2
ноември. Ова е еден скромен почеток на тоа што треба да биде стална поставка на музеот, која што репрезентативно ќе илустрира целокупната ризница која што музеот ја поседува. Најтешко за музеот е да се оперира со сталните поставки. Така да тоа е оно што би можели да го... Така да мора да прекинеме. Тоа е оно што би можели да го представиме на јавноста. Па нека повелат. Ви благодарам за поканата.